Промоција на зборникот Мудроста на вековите од Иван Котев се одража денеска во библиотеката Искра пред присутните љубители на убавиот пишан збор. Иван Котев е познат фолклорист, собирач и запишувач на македонското народно творештво, конкретно на народната мудрост од Струмичкиот крај. Зборникот содржа околу 16.000 поговорки, пословици, изрази и фрази, запишани на струмички дијалект, односно, како што се кажани, така се и запишани. Ова е навистина едно монументално дело. Јас во мојот говор го нареков ова дело света струмичка книга, заради тоа што навистина да се остави едно такво дело во аманет на идните генерации е нешто неповторливо, бидејќи струмичкиот дијалект е, можам да кажам, единствен и дијалект кој што вреди да се зачува на овој начин. Значи, преку народната мудрост, преку живата реч на струмичкиот крај, живата реч која што се уште се чува во народното живење на најобичните луѓе. Собирањето на народното творештво е исклучително тешка работа, затоа што за да се запише она што народниот мудрец го оставил на поколенијата после него е тешко, затоа што треба да се пренесе во оригинал, онака како што е кажано. Затоа Иван Котев многумина го нарекуваат современиот Марко Цепенков, но промоторката Витанова во својот говор рече дека во поглед на поговорките и пословиците, тој Цепенков го надминал 3 пати повеќе. Од секој пат ме привлекува народниот дух, народното творештво и може да кажам од како млад имав запишани народни песни. Сега ќе ви откривам прв пат една тајна. Во далеката 1953 година, кога бев 14 години, добив прва награда од тогашниот весник Титов Пионер за најдобра народна песна. И тоа го чувам како реликвија. Значи, љубовта е носам со себе во срцето од, да не кажам, сораѓањето. Јас за тоа живеам на еден начин, со тоа дишам, запишувам народни песни, приказни, поговорки, пословици, фрази, стари зборови. Ќе видите во книгата, позади има речник на околу 2500 стари зборови. Значи, работам и ќе продолжам, дури можам да запишам. На ден пред празнувањето на двата празника, Свети Трифон и Свети Валентин, библиотеката Искра традиционално и паралелно со промоцијата на книгата организираше литературна средба на која членови од литературниот клуб Копнеш читаа своји творби за виното и љубовта.